Растот на македонската економија според најновите проекции на Народната банка на Република Македонија за годинава ќе изнесува 3,7%, за наредната 4,1%, а во 2016 година 4,5%. Според најновите проекции нема промена во однос на оваа и на 2016 година, а само надолна корекција има за предвидениот раст за следната година. Претходната проекција на НБРМ за растот за 2015 беше 4,4%. Товарен воз кој се обраќал на релација Гевгелија-Табановце на железничкиот мост кај реката Тополка во Велес утрово во 1 часот и 5 минути удрил во две лица кои се движеле по пругата, при што на лице место починале. МВР соопшти дека се работи за двајца браќа сиријски државјани на возраст од 22 и 23 години. Од утре, 15 ноември, почнува да важи задолжителната обврска за носење зимска опрема во возилата. За возачите на автомобили, џипови и лесни камиони е задолжително носење зимски гуми и синџири, а за возачите на автобуси и на тешки камиони и лопата, ако на погонските тркала не може да се постават синџири за снег. Македонија и Косово заеднички ќе бараат средства од европските фондови за ново енергетско 400 киловолтно поврзување меѓу двете земји за реализација на патните правци Тетово-Призрен, Скопје-Блаце, како и за железничко поврзување на Белград преку Приштина и Скопје со Солун и Истанбул. Договорот е резултат на неодамнешните средби на земјите од Западен Балкан во Берлин и Будва, на кои беше посочено дека соработката на земјите во регионот е клучно за напредокот. Стратегијата на Турција за време на незиното председавање со групата 20 најразвиени држави ќе биде насочена кон намалување на нееднаквоста меѓу најразвиените и најмалку развиените земји, изјави турскиот премиер Ахмет Давутоглу пред самитот на лидерите на Г20 овој викенд во австралискиот град Бризбен. Според Давутоглу, тоа на Турција и дава можност да биде мост меѓу најмалку и најмногу развиените држави.